Ситуацијата со електроенергетскиот систем во Република Македонија е катастрофална. Рударско-енергетскиот комбинат Битола е на колена, пред колапс. Денес, двата блока во рек Битола не се во функција, не произведуваат електрична енергија. Блок 1 во редовна постапка беше сервисиран пред престојната сезона. Се пушти во работа на 29 октомври. По само 3 дена работа, на 2 ноември испадна од работа и повеќе не е во функција. Блок 3 на 26 октомври, поради дефект на цевките за пареа, испадна од работа. На 31 октомври е пуштен во функција, а од вчера, повторно, поради дефект, не работи. Тоа значи дека 2 од 3 блока во рек Битола не се во работа. Работи само блок број 2 со капацитет од 180 мегават часови, што е премалку за потребите на домакинствата и индустриските капацитети во Република Македонија. Загриженоста на граѓаните е уште поголема со фактот што сме на самиот старт на грејната сезона, која впрочем започна пред само 2 недели. Прашуваат како ќе се издржи престојната зима со навремена и квалитетна испорака на електрична енергија. Почитувани, рек Битола е столбот на електроенергетскиот систем во Република Македонија. Оттаму доаѓа најголемото производство на електрична енергија во цела држава, со речиси 80% од вкупното производство во цела држава. И покрај потрошените 60 милиони евра народни пари за реконструкција и допремување, рек Битола од година во година произведува се помалку струја и оваа година можеби ќе биде полоша и од минато годишната, која беше најлоша во последните 20 години. На што се должи ова? Јагленот во рек Битола е на ниско ниво. Многу лошо ниво и затоа се користат енормно големи количини на мазут. Електраните се менаџираат нестручно и неодговорно, а Елем и рек Битола го водат некомпетентни и крајно неодговорни кадри. Дефектите и испадите се речиси секојдневие. Наместо исклучок, тие станаа пракса. Токму затоа денес граѓаните и фирмите во Република Македонија плаќаат дури 75% поскапа струја од увоз. Владата на Никола Груевски не само што не изгради нов капацитет, туку Македонија направи зависник од скапа увезена струја. Цели 9 години СДСМ укажува на погубната политика на оваа власт за состојбите во енергетскиот систем. Во континуитет апелираме во електроенергетскиот систем дека има проблеми посебно во рек Битола. Дали ова е почеток на крајот на распадот на електроенергетскиот систем во Република Македонија?